За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите похувани свински шницли, чиј вкус го дополнува сусамот. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 700 грама свински шницли, 3 јајца, 100 грама сусам, 100 грама лебни трошки, 100 грама брашно, половина лажица мешан зачин К+, масло за јадење, хималајска сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 30 на минути и истото ќе ве чини околу 250 денари. Шницлите добро ги толчиме со чук. Посолуваме со хималајска сол. Наросуваме мешан зачин. Потоа наросуваме мелен црн пипер. Ги редиме шницлите една врз друга и ги оставаме да ги впијат за чините. Во длабока чинија ги кршиме јајцата. Ги матиме со жица за матење. Сусамот го додаваме во чинијата со лебните трошки. Промешуваме. Првата шницла ја набрашнуваме од двете страни. Ја потопуваме во изматени јајца. Потоа од двете страни ја облепуваме со лебните трошки со сусам. Ја ставаме на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите шницли. Ги додаваме на чинијата. Ја ставаме шницлата да се пржи на загреано масло. Ја превртуваме за време на пржењето. Откако ќе порумине од двете страни, ја вадиме од тавата и ја ставаме на чинија обложена со хартија за да впие мрснотијата. И преостанатите шницли ги пржиме на ист начин. Ги додаваме на чинијата. Чинијата за сервирање ја украсуваме со лист марула. Сервираме една шницла и дополнуваме со претходно испржени кругови компир. Врз листот марула нанесуваме претходно подготвен тартар сос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 30 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.